Зборови на поддршка, но без да се понудат датуми за потенцијален влез на нови членки во Унијата. Сумирано тоа е епилогот од самитот Европска Унија Западен Балкан, прв откако европските институции добија нови раководства. Лидерите на регионот ги слушна уверувањата дека местото на Западен Балкан е во Унијата и дека тоа е геостратешка инвестиција во мирот и стабилноста, но при тоа во финалната декларација очекувано не се понуди временска рамка во која може да се очекува прием на нови членки. Новиот врв на Унијата го потреби терминот нов моментум во проширувањето, што земјите кандидатки треба да го искористат и да напредуваат, како што се вели во декларацијата, врз основа на веродостојни реформи и принципот на сопствени заслуги. Бриселските функционери порачаа дека се свесни за фрустрацијата која постои во регионот, особено поради случаите на блокирање на пристапните процеси поради билатерални несогласувања. Билатерализацијата не е фер начин за справување со пристапувањето. Тоа треба да се избегне и лично сум ангажиран во обидите за надминување на овие билатерални проблеми, зашто на проширувањето треба да се гледа како на многу важна геополитичка инвестиција. Моето искуство во изминатите години е дека од исклучителна важност да се вклучиме кога ќе дојде до овие блокади, да се најдат решенија, компромиси. Тоа дава резултати. Понекогаш го забавува процесот, го знам тоа, но секогаш функционира. Северна Македонија не беше директно посочена во изјавите по самитот. Својата позиција за ситуацијата со блокираното пристапување на земјава поради незавршените уставни измени за вметнување на бугарите ја повтори официјална Софија. Конкретно за Северна Македонија знаете? Конкретно за Северна Македонија, знаете, имам еден компромис, така наречениот компромис од 2022 година. Компромис преземен од наша страна и тоа е веќе европски документ подпишан од сите земји членки, плюс и од Бугарија како членка, плюс Република Северна Македонија. И нема веќе за што да преговараме. Нашата позиција е непроменета. Во декларацијата се наведува дека помирувањето, инклузивната регионална соработка и добрососедските односи се во сршта на Европската Унија. Затоа е од суштинско значење меѓународните договори, меѓу кои Преспанскиот со Грција и договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија да се спроведуваат во добра волја и видливи резултати, пишува во документот. Премиерот, кој денеска е во Брисел каде учествуваше на самитот на европските народни партии, во изјава за јавниот сервис повтори дека не може да се очекува успех ако се планира да се разговара за идентитетски прашања. Доколку билатералните разговори и преговори се однесуваат на идентитетските прашања, тогаш тука тој процес никако не може да заврши успешно, бидејќи е поврзан со емоцијата, а не со рацијата. И секој е процес кој што е поврзан со емоцијата, тогаш тој процес не може да биде merit-based, не може да биде процес кој што ќе се темели на напредок, на квалитет, на испорака, резултати и така натаму. И затоа замолив емотивните билатерални прашања да ги оставиме на страна. Македонија засега останува во чекалната. Албанија веќе го отвори вториот преговарачки кластер. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.